Во изминатите 2 недели БИМАС 2025 беше место на интензивна размена на идеи, на инспирација и на визии. Имавме можност да присуствуваме на бројни изложби, предавања, промоции, презентации и проекции на филмови, кои го представија богатството и разноликоста на современата архитектонска мисла. Посебна гордост и оваа година ни беше студентската изложба Биста 2025, која со својата свежина, храброст и креативност внесе една нова енергија и ни покажа дека иднината на архитектурата во Македонија сепак е во сигурни раце. Ве молам еден голем аплауз за студентите годинава на Биста. Настаните кои што имавте можност да ги проследите изминатите 2 недели беа одлично посетени, а интересот на јавноста уште еднаш потврди дека архитектурата сепак не е само професија, туку жив диалог со општеството и со времето во кое живееме. Сега, пред да го започнеме официјалниот дел на доделување награди и плакети, го повикувам на сцената господинот Валентин Константиновски, претседател на Асоциацијата на архитекти на Македонија, за да ви се обрати. Рамада. Ви посакувам топло добре дојден на сите присутни овде, најголем број, секако колеги и љубители на архитектурата, генералниот покровител, спонзорите и останатите, кои вечерва издвоиле дел од своето време да дојдат на официјалното затварање на годинешното 22 биенале на современата македонска архитектура БИМАС 2025. По завршување на биеналето треба да сме збогатени со знаење, дополнително инспирирани, но во исто време и замислени дали се движиме по правиот пат, поточно бара еден вид на собствено преиспитување. Ќе бидам краток во излагањето, бидејќи отстапувам време и простор за следното излагање, кое ќе потрае поради природата на работите. Ќе се доделуваат наградите на авторите во 4 категории, и тоа по 2 награди во секоја категорија, по една главна и по една специјална плакета, што значи дека ќе се доделат вкупно 8 награди. Би сакал да најавам дека Управниот одбор на Асоциацијата на архитекти на Македонија одлучи каталогот за БИМАС 2025 да биде посебно промовиран. Тоа ќе се случи некаде во втората половина на месец ноември оваа година, како продолжение на биеналето, но како посебен настан за кој ќе бидете благовремено известени. Се надевам дека уживавте во неделната интензивна дружба во текот на целото биенале, замислено како фестивал на архитектурата. Ви благодарам. Останете на сцена за да ни помогнете с Разград да ги доделиме наградите. На ова свечено затварање традиционално се доделуваат награди за најдобрите на биеналето. Во тој контекст формирана беше и жири комисија, во чиј состав се еминентни професори и архитекти, кои што си го споделија своето знаење и искуство. Предводени од професорот доктор Огнен Марина, како председател на жири комисијата, беа членовите годинава: господја Лилјана Дубровска, господин Дејан Спасиновски, господја Билјана Насковиќ, господин Никола Стрезовски, господја Мартина Штериова и професор доктор Сашо Блажевски. Ве молам за еден голем аплауз за жири комисијата годинава. И пред да ги објавиме добитниците на наградите, го замолувам на сцената да дојде и професорот доктор Огнен Марина, председател на стручната жири комисија. Добро вечер на сите. Најпрво
сакам да се заблагодарам на укажаната чест и можноста фактички да работиме како стручна комисија, која што има една, би рекол, исклучително интересна, но и тешка задача, а тоа е да во контекст на 22-то Биенале 2025 година ги одбереме најдобрите. Велам интересна затоа што секој пат е задоволство да се наблюдуваат трудовите, односно делата на нашите колеги, а секако и предизвик затоа што ние сме една мала заедница каде што секој се познава со секого и конечно секој ги знае предизвиците на нашата професија со која што се соочуваме, но токму затоа е важно во еден таков контекст со сите тие предизвици да ги избереме и да ги одбележиме и наградиме, се разбира, најдобрите за овие изминати 2 години. Секој пат кога се работи во комисијата на Биеналето работи, се поставуваат неколку прашања кои што сметам дека се исклучително важни не само за Биеналето, не само за актуелното Биенале, туку и воопшто за нашата професија во нашата држава, а тоа е карактерот на самото Биенале. Дали Биеналето е всушност ревија на најдобрите или пак е еден вид на фестивал на продукцијата која што се случила во изминатите 2 години. Од тука секогаш се поставува и прашањето на репрезентативноста на делата кои што се тука изложени, но исто така и мотивацијата на колегите архитекти да истите ги достават, односно да ги презентираат на Биеналето. Јас направив една мала истражување во кое што се обидов да согледам всушност дали Биеналето и тоа што се случува на Биеналето е некаков вид на репрезент на тоа што се случува во професијата, конечно и во нашата економија. Па така, ако анализирате во последните 10 години, некаде 80% од одобренијата за градба или популарно наречените дозволи за градење отпаѓаат на индивидуални или мали резиденцијални објекти, односно на стамбени објекти. Истовремено, тие 80% одобренија за градба или објектите во однос на нивната економска вредност зафаќаат само 18% од парите кои што се вложуваат во градежништвото. Од друга страна пак, само 5,5% отпаѓаат на одобренијата за градби за големи стамбени комплекси. Кога велам големи, тоа се комплекси кои што има 3, 5 или повеќе од 5000 метри квадратни. Меѓутоа на нив отпаѓа неверојатни 70% од парите кои што се вложуваат во изградбата на стамбените објекти. Да се вратиме на Биеналето, кога направив анализа на тоа што е изложено на Биеналето, од некои 156 мислам изложени дела кои што ги имаме, од кои што имаме во категорија 34 во категоријата изведени објекти, односно архитектонски изведби, и околу 51 во архитектонски проекти. Бројката на стамбени објекти во овие проекти и реализации исто така кореспондира со стандардната бројка на околу 50 до 60% на градежни дозволи издадени за стамбените објекти, што значи на некој начин имаме одредена репрезентативност, односно тоа што се случува на Биеналето е илустрација на она што се случува во нашата индустрија. Токму затоа сметам дека имаме полн капацитет и комисијата работеше, особено морам да ги поздравам членовите на комисијата, секој пат е задоволство да се работи со такво едно фино избрано друштво, особено колегите и колешките од повозрастните генерации кои што го носат искуството и од некои други минати времиња, со кои што имаме задоволство сега и да соработуваме, но и колегите и колешките од помладите генерации кои што суверено и само уверено настапуваат и во, би рекол, градењето на својата позиција, па и како оценувачи на делата кои што се изложени на годинешното Биенале. Комисијата заседаваше во 2 сесии, каде што морам да кажам во изворедна атмосфера, најпрви во Музеот на современа уметност, а после тоа и се собравме во Центарот за напредни постдокторски истражувања на архитектонскиот факултет, каде што разговаравме во повеќе часовни сесии и каде што на, би рекол, вистински професионален начин одлучивме за доделувањето на наградите. Сега би ве замолил, Ана, да ги прочитате наградите во 4 категории. Поведете. Ви благодарам, професоре. Така е,
Како што спомнате, има 4 категории. Започнуваме со првата категорија урбанистички планови и проекти. Во оваа категорија плакета се доделува на студио Архитектура нова за проектот Тихо јавно меѓу пејзажот и заедницата на авторите Марија Димитриевска-Цилакова, Даница Јурумовска, Маја Димитриевска, Милка Гочевска и Ангела Кузмановска. Договорот е да, како што и работеше комисијата, всушност да за секоја награда имаме и кратка рецензија, односно дел од евалуацијата и критериумите, односно квалитетите кои што беа препознати. Така дозволете ми да прочитам. Вели, проектното решение прави исчекор во нивото на разработка на стандардизираната документација и обединувајќи во разработката урбанизам, архитектура и пейзажна архитектура го подига нивото на детализација и обмисленост, веднаш препознатлива во безпрекорната реализација. Замислен како дневна соба на отворено, каде секој член на семејството го има своето место, паркот нуди разделени рекреативни зони за различни возрастни категории, простори за седење и дружење, карче за детска игра, умешно интегрирани во еден систем кој нуди соодветни просторни можности за сите жители на населбата. Опремен со издржлива, лесно одржлива урбана опрема, внимателна одбрана за да го задржи својот карактер и функционалноста низ времето и дополнително формално обликувана за да стимулира интеракција, паркот освојува со својата лесна читливост и едноставност и ефективност. Ви честитам. Честитки уште еднаш во оваа целосна зимска екипа, браво девојки. Се уште сме среќа во истата категорија урбанистички планови и проекти. Награда добива Тајфа архитекти за детален урбанистички план за урбана единица Проевце блок 22 Куманово на авторот Стефан Лазаревски, дипломиран инженер архитект. Планското решение представува интегрален пристап кој ги поврзува принципите на современото европско урбанистичко планирање со специфичните услови и потенцијалите на локацијата, со цел да воспостави нов стандард на урбанистичкото планирање кој се отргнува од практиката на сувопарна парцелација со однапред фиксирана наменска употреба на земјиштето и градбите. Примената на добрите европски практики, решението ги преведува преку урбанистичките принципи кои прават населбата повеќе од обична стамбена зона, таа е интегрирана, адаптивна и насочена кон висок квалитет на живење, а ваквиот пристап нуди бројни придобивки во споредба со класичната парцелација, одржливост, флексибилност, социјална кохезија, намалена зависност од автомобил и економска виталност. Ви честитам, наградата ќе ја прима во име на следната категорија реализација од областа интериер и дизајн. Плакета се доделува на БМА студио. Авторите Бесијан Мехмети, Стефан Атанасовски, Емилија Стојановска, Дана Јовановски, Ване Стојановски, Астрид Азири, Албан Мема и Христијана Мијалчева.
Како би изгледал просторот што архитектите го дизајнираат за себе? Одговорот на ова прашање е јасно претечен во интериерното уредување на канцеларискиот простор на студиото БМА. А амбиентот е дефиниран со прецизен избор на природни материјали и неутрална колоритна палета, која создава смирена и балансирана атмосфера. Таквата основа овозможува графичките елементи и уметничките дела на ѕидовите да дојдат до израз, што представува препознатлив белег на студието предводено од архитект Бесјан Мехмети, каде графичкиот дизајн и архитектурата се спојуваат во единствен визуелен јазик. Жирито ја похвалува реализацијата на проектот како пример за промислен, современ и интегративен пристап кон интериерниот дизајн, која одразува суштината на архитектонското творештво, хармонијата помеѓу формата, материјалот и духот на просторот. И честитам. Сме се разбира во истата категорија реализација од областа интериер и дизајн, награда за интериерот на книжарницата литература.мк на авторите Емил Јегели, Елена Икономов, Јасна Милојковиќ Муратовска, Веле Богоевски, Ана Момировска и Јосип Николовски. Представува нов чекор во развојот на овој македонски мастер дизајн бренд, простор што ги спојува културата, дизајнот и секојдневното искуство на посетителите. Во пријатна и промислено обликувана атмосфера, книжарницата нуди разновидна понуда и книги, игри, играчки, украси и сувенири, дополнети со мала кафетерија која создава интимен и опуштен простор за средби и дружење на луѓе со слични културни интереси. Жирито ја наградува реализацијата на проектот како пример за конзистентна архитектонска визија, промислен концепт и високо ниво на изведба. Проектот ја потврдува зрелоста на студиото платформа и нивната способност да создадат простор во кој книжарницата станува повеќе од продажен објект, станува културна сцена, место за инспирација и човечка интеракција. И честит. Ја започнуваме предпоследната категорија – архитектонски проекти. Во оваа категорија плакета се доделува на хотелот Свети Мартин на авторите Пако Радовановиќ и Јасмина Димова. Проектното решение направено за хотелот висока категорија која е сместена на парцела во туристичката зона представува дел од поширока туристичка целина, правејќи диалог со дадениот контекст. Објектот вешто и ненаметливо се вклопува на природната топографија и се одликува со поволна ориентација каде што се внимава на директната визуелна и физичка релација со водата. Проектот со својот современ израз нуди нешто што ја унапредува архитектонската пракса. Естетиката, архитектонскиот израз и материјалноста се доста впечатливи кога се гледа визуелното доживување на објектот. Креативниот пристап при визуелното обликување, правејќи самите тераси на објектите да наликуваат на бранови, е во корелација со концептуалното решение и урбаниот контекст. Внимателно одбраните и употребата на современи материјали кои не секојдневно се комбинираат, овде умешно создаваат контраст и соодветствуваат на намената и целината. Овој објект е пример за тоа дека архитектурата не е само убава форма, туку спојна функција, естетика, контекст, технологија и одржливост.
Во истата категорија архитектонски проекти, награда индустријски објект за преработка на овошје од студио Параметар на авторите Методи Хаджиандов, Игор Сугарчев, Димитар Степановски и Сашо Андриевски. Архитектонскиот проект представува современо решение на индустријски објект кој е сместен во индустријска зона на град, со што се воспоставува однос кон контекстот и прави интеграција со околината. Замислен е како функционален и визуелно впечатлив комплекс што следи јасна просторна и конструктивна логика, создавајќи композицијска и пропорцијска хармонија со човечката мера. Јасниот концепт кој се провлекува низ целиот објект е нешто што е впечатливо и го прави овој објект веднаш препознатлив. Архитектонскиот јазик е чист и рационален, со нагласен функционален и материјален контраст во однос на целините, создавајќи ненамитлив карактер и природна атмосфера. И честитам. И сега ја започнуваме последната категорија – архитектонски реализации. Плакета се доделува за проектот Куќа ФБ на автори Бесијан Мехмети, Стефан Атанасовски, Даме Јовановски, Христина Мијалчева, Емилија Стојановска, Урош Николовски, Бане Стојановски, Астрид Азири и на соработниците Благоја Димитриевски и Кристијан Гошев. Куќата се развива како два одвоени кубуси, со што се прави дистинкција на функциите на индивидуалното домување. Дополнително, направена е поделба на објектот по нивоа, што динамично и интересно просторно искуство. Во внатрешноста на едниот кубус, двете нивоа се поврзани со двовисински простор, кој ги обединува во една визуелна и просторна целина. Играта на волумените е основата за генезата на надворешната поевност на објектот. Комисијата особено ја ценеше едноставноста на решението, чистиот архитектонски израз и добиените просторни квалитети, надополнети со соодветна материјалност на обработката на интериерот на објектот со едноставен и одмерен архитектонски јазик, кој треба да представува нов стандард во проектирањето и реализацијата на ваков вид на објекти. И честито. И созема за крај, ред е да доделиме Гран При на БИМАС 2025 за Номагаз, главен административен и сервисен центар од студиото Параметар на авторите Методи Хаджиандов, Игор Сударчев, Сашо Андриевски и Димитар Степановски. Индустријски објект од доменот на енергетската инфраструктура и сервисните индустрии. Контекстот во кој е реализиран е генерички, примерено на индустријските развојни зони и не нуди голем број на референци или параметри за проектирањето и обликувањето на објектот. Истовремено, мултифункционалната програма и комплексноста на поголем број на различни корисници кои истовремено треба да го користат објектот, создава специфични проектантски барања, но и специфичен проектантски контекст.
Проектантското решение кое е понудено е одговор на тој контекст кој не нуди многу референции, при што самата програма станува контекст, односно сет на проектантски параметри на кои треба да се одговори. Комисијата особено го цени придонесот на ова архитектонско решение и покрај тоа што се работи за индустријски објект, во обезбедување на исклучително квалитетен работен простор со многу светлина, бројни отвори кои надминуваат баналноста на административниот работен простор и проектираното зеленило кое е интегрирано со објектот. Со тоа е создаден простор кој е исклучително пријатен за работа и кој создава бројни просторни искуства и мали подпростори кои делуваат хумано и комфортно за корисниците на просторот. Конечно, Комисијата цени дека особен квалитет на проектантското решение и објектот е нивната ненаметливост, која наместо да се надпреварува со останатите објекти во контекстот во кој е изграден, создава нова типологија и сопствена јавно препознатлива формална појавност и естетика, која создава нов референтен систем во пределот каде што е изграден. Пред малку говорев за репрезентативноста и одразот на трудовите, делата кои што се представени на Биеналето во однос на реалноста и индустријата и воопшто градежништвото. Пред се говорев за стамбените објекти. Затоа ми е особено драго што во таа мала низа на индустријски објекти кои што се појавуваат како архитектонски проекти и архитектонски реализации, имаме еден ваков објект кој што навистина се издвојува со своето, би рекол, ненаметливо, но исто така креативно решение кое што и функционира и како функција, функционира и на символичко ниво, како една порта, влезна порта во индустријската зона каде што е изградена и која што навистина треба да представува поттик за особено младите архитекти, но и за сите професионалци, како може и на ваков вид на задачи и на проектантски предизвици да се одговори креативно. Така да им честитам на авторите. Доделувањето на наградите, неофицијалниот ќе започне за еден краток момент. Професоре, ви благодарам што бевте, се разбира, дел од сета оваа церемонија, не можев поинаку. И на вас, господине Валентино Константиновски. Сега на сцената го повикувам и господинот Иван Мирковски, председател на БИМАС 2025. Здраво на сите. Ќе бидам краток, знам дека сите очекуваме да се спуштиме долу. Пред се имав таа чест да работам со фантастични колеги, пријатели, со кои скоро цела година го планиравме овој настан, на кој начин можеме да направиме нешто ново, нешто поинако, да направиме, да истапиме чекор понапред, во однос на тоа како ја славиме архитектурата во оваа наша држава. И мислам дека оваа наша држава токму тоа и го заслужува, да ги славиме работите кои што ги правиме ние тука во нашата држава. Ние заедно да се поддржуваме еден со друг, да се поддржуваме како индивидуалци, како пријатели, како колеги, тоа морам да го потенцирам, како училишта за архитектура, каде што го споделуваме знаењето со нашите помлади колеги кои што понатаму ќе продолжат по нашиот пат. Како што кажа Огнен, додека зборувавме денес, ние сме само во ова место и во ова време, овој краток миг, но институцијата треба да продолжи да работи. Треба да работиме за институцијата. Треба да работиме за нашата држава, треба да работиме со она што најдобро го знаеме, за да можеме да направиме нешто повеќе
за она што го представуваме. Колективна одговорност беше темата која ја поставив оваа година како еден вид манифест кој треба да раскаже малку повеќе од архитектура, треба да раскаже за одговорноста која што треба да се протка и насекаде, ни сите дејности, ни сите оние наши делувања и действувања со кои што ја правиме нашата околина да биде поздрава, пофункционална, подобра средина за живот. Ние архитектите секако допринесуваме во тоа, ја самиот како архитект секако. Но не само преку изградените дела, не само преку идеите и преку проектите кои што вечер ги видовме тука, но и преку диалогот кој што треба да го искаеме заедно прво помеѓу нас, нели? Да го донесеме на едно највисоко ниво, а потоа и тој да го промовираме надвор од нашите граници. Да се етаблираме себе си како држава, како бренд, како Биенале, како Скопје, како Македонија, како сите оние градови фантастични из Македонија. И тој диалог да го продлабочиме за да не излезе, да не извади од овие граници, од овие стеги на тоа дека сме мали, дека сме никој ништо, дека никој не познава и така натаму. Ние сме силни, бидејќи сме мали, ние сме мокни, бидејќи имаме многу знаење, географски пред се. И затоа мислам дека контекстот кој што ова Биенале, оваа година, оваа 22 едиција се обид да го постави беше токму тоа, проткајување на еден диалог низ архитектонски простори, како што знаете, низ 9 фестивалски дена од 6 до 20 октомври оваа година се обидовме тоа да го направиме низ различни места, да покажеме една глобална перспектива од гостите кои што ги држаа предавањето и до онаа перспектива која што зрачи од кај нас од Македонија тука со овие фантастични проекти и со овие фантастични проекти. Ви благодарам на сите, честитки на сите колеги, честитки на цел тим, на сите заедно, на луѓето позади мене, на луѓето пред мене, на луѓето кои не се вечерва тука заради кои причини, да продолжиме напред заедно и да го направиме ова Биенале наистина да биде еден бренд и да не промовира надвор од границите на Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам, господине Мирковски. И сега, дами и господа, дозволете ми само уште накратко да се заблагодарам на сите кои што придонесоа за успехот на ова издание на БИМАС 2025. На организаторите, на учесниците, се разбира на студентите, партнерите, посетителите и на спонзорите. Ви благодарам на сите кои што бевте дел од ова патување низ идеи, патување низ форми и визии, и што со својата енергија и поддршка го направивте БИМАС 2025 вистински празник на архитектурата. Со ова свечено затворање ја потврдуваме нашата заложба да продолжиме да ја негуваме архитектурата како најубавиот спој меѓу креативноста и одговорноста. Ве поканувам сега да ни се придружите на коктелот во чест на успешното завршување на Биеналето и да продолжиме да ја славиме архитектурата, уметноста на просторот, но и на животот. До следното видување на БИМАС, секој е добро.